starih dugova i ovih nakaza što su me stalno pratile. Da te bar mogu poljubiti bez loših sjećanja na hladna proljeća, bez slike stradanja što se baš na nas zalijepe. Jer moj život igra bez granica, umorna priča, trganje stranica na kojim ništa ne piše. Jer moj život je čito padanje, kad zbrojim poraze, ništa ne ostane, samo još vučem navike, sve na tome ostane. Da te bar mogu probuditi, kavu ti skuhati, u krevet donijeti, pa te poljubiti, al toga nema ni ne postoji. Da se bar mogu zaljubiti u malu seljanku na nekom oblako gore u svemiru, tako da dolje ne vidim. Jer moj život igra bez granica, umorna priča, trganje stranica na kojim ništa ne piše. Jer moj život je čito padanje, kad zbrojim poraze, ništa ne ostane, samo još vučem navike, sve na tome ostane. Igra bez granica, umorna priča, trganje stranica na kojim ništa ne piše. Moj život je čito padanje, kad zbrojim poraze, ništa ne ostane, samo vučem navike, sve na tome ostane. Добар ден и среќен ден од Владо Павлов.
Дури овие две песни со Тоше Проевски се поврзани со вистината на бдеачот, вистината што символизира бадник и дали ако немаме етер, ако немаме кислород, ако немаме сонце и вода, ќе имаме живот. И дали архитектот на универзумот се тоа го направил за да имаме живот и љубов на земјата. Дали неговите синови кои што оставиле свој белег во историјата на човечанството и биле тука да не потсетат дека треба да бидеме љубов, дека треба да го оживуваме Богот светлина или етерот, без кој немаме кислород, или во превод, без кој немаме палење на кислородот. Дали второто Исусово доаѓање е поврзано со оној на земјата кој што ќе го носи мечот на оганот? Или тој меч, тој оган е всушност помагањето на мајката земја и на Богот светлина, тоест на етерот кој што денес се повеќе и повеќе умира. Дали воздухот е тој што треба да биде основен за животот наш? Дали Исус, библискиот, кој што историски таков лик никаде не е представен, бидејќи има многу видеа направени од најголемиот историчар во времето на Август Октавијан и историчар на древниот Рим и Тиберий, никаде не го представил таквиот лик кој што Библијата ни го представува, а сепак ни го представил истиот временски период со синот на Клеопатра VII, Емануел Цезарион. Дали тој лик е љубов или е молох, одлучите самите вие. Јас не сакам никого да навредам. Јас не сакам повеќе со никого да влегувам во конфликтна логика. Затоа што навистина овие бахами и овие сатурнари се многу. Замислете, ова последно царство, кое што веќе е во умирање, Ватикан, кој што настанало од Вавилон, овие 2000 години колку направил христијани и секој од нив на целата ова земјина сфера, не топка, потроши по 1 евро. И дали нашиот Спасител и Месија е молох или љубов, одлучите самите вие. А јас ви уверувам дека 2025 година во 33-тиот степен и вие малкуте 1% кои што верувате на Владо Павлов ќе бидете најсреќни затоа што се ќе се обвистини. А до тогаш ова сфера се повеќе и повеќе ќе се треси, бидејќи ова лага и ова невистина во поглед на овие кои што ни го направија молох нашиот Спасител и Месија, не може повеќе ни Бог да ја трпи.
И не ви наоѓа мана. Знам, се срамувате, бидејќи оние кои што нашиот Спасител и Месија го направија Молох, денес сите не се исмејуваат, не прават забегани, не прават секта. А тие од нашиот Спасител и Месија направија најголема секта, а се со една цел: да перат пари со делото негово. Неговото дело, македонци мои, е многу поголемо од она што манипулираат масоните во црна мантија со него. Неговото дело е враќање на Атлантида кога бил на ова, кога сите вие од Библијата знаете нешто, а дали е така или не, никого од вас не сака да влегува, да размислува. Дали ние денес го спроведуваме тоа што тој тогаш умел да го создаде? Дали постои македонец кој што практично го прави сето тоа за неговиот татко, за Богот светлина, за етерот? И дали етерот денес живее или умира? Ве слушам, македонци. Етерот е синоним на ова име. Се разбира, латиница, Пелагонија, но етерот во превод значи белиот оган, или белагнија во превод. Агнија е оган, македонци мои. А пела латински е бела. Од овде се започнало и овде се ќе заврши. Од картата каде што гледате дека е најстарата Пелагонија. Помнете и не заборавајте. И таа, погледнете каде е Стоби. Погледнете го течението на Вардар и каде истата таа се наоѓа. Дали е онаму каде што денес е Пелагонија или е во источна Македонија? Ова се градовите со кои е поврзан библискиот Исус. Затоа што дошол овде, нова територија, 14-та година од нашата ера, кога починал неговиот опозит Август Октавијан, кој исто така бил син на Јулије Цезар. И нормално, победниците ќе се исмејуваат на нашиот Месија и Спасител и ќе го поврзуваат со лукавиот Јанус, ќе го поврзуваат со Бахамиите, со Сатурнариите, со трговијата. Нормално ќе го исмејуваат дека до вчера беше роден во штала, а денес во пештера. А јас ги прашувам сите нив, посебно ги прашувам оние во Рајчица, кои што ги правеа сите овие пештери, да денес се шетат низ цела Македонија. Дали тоа значи дека е така, или дали Акрополата, запомнете, Акрополата, македонци мои, на древна Сана била пештера. Јас велам,
Не. А прашајте ги слободно. И сите оние во мала рајчица според сето оно што се правеше. Акрополата на Древна Сана, каде е поврзано библиското раѓање во 33-тиот степен. Македонци мои, не е во пештера. И истата таа не е пештера. Затоа што над ова област во Источна Македонија, каде што го гледате името Пелагонија, имате и област која што се вели, која што пишува дека е Грифонија. А грифонот е символот со кој што се поврзани македонските цареви. Грифонот не е буф на Атена. Грифонот, македонци мои, е символ на Македонското царство. Грифонот, македонци мои, е символ на земското и небесното, кој што фалсификаторите на вистината за Исус и на нашиот Месија и Спасител, кој го направија молох и трговец за перење на пари, за ждригање, за прдење и полнење на веце шолји, е небесен и земски цар. А тоа ни го кажува ова област на Пелагонија во Источна Македонија, Грифонија. Затоа што фалсификаторите Грифонот го сменија во друг облик од времето на Цинци Легија Рома и нивниот последен цар Константин. Дали знаете, македонци мои, кој символ го доби Грифинот? И дали знаете зошто е измислен нивниот символ во замена на Грифонот, на кој што Библијата вели дека е распнат нашиот Месија и Спасител? Крст, македонци мои. Крст, каде што вертикалата ни го представува орелот од Грифонот, а додека хоризонталата ни го представува лавот. И затоа многу македонци се распнати на нивниот символ во чест на лавот и орелот, во чест на земското и небесното. А дали знаете дека овде во ова област Грифонија во 1911 година е убиен во масакар и малото царче, последниот македонски цар кој требало да биде игнориран во Рила, Ѓорги Деорадев, кој имал само 14 години, убиен со неговиот татко Павле Деорадев и уште 8 од фамилијата на Деорадеви. Поворката не стигнала во Синтика. Поворката не стигнала во Рила, каде што требало да биде користено малото царче во 1911 година. Ѓорги Деорадев, кој што имал само 14 години. И овие вешти фалсификатори, како што го фалсификуваат нашиот Месија и Спасител и го направија молох, машина за перење на пари, а тоа е љубов, исто така ја смени и ова историја која што ја имаме околу 100 години, каде што никој не кажува за малото царче, каде никој не кажува за нашата вистинска организација зашто се борела. А тоа е последниот потомок
кој што е масакриран пред негово игнорирање за мало царче во Рила од големиот Филип и Александар. Затоа 14-та година од нашата ера, кога умира опозитот на нашиот македонски цар на царевите и крал на кралевите, дошол овде на тло на денешна Македонија и имал само 30 години од онаму каде што денес има најголеми земјотреси, а тоа е Тибет, каде што неговата мајка на 14 години, исто како малиот Ѓорги Вуља од 911 година, во поворка го носи кон Рила и загинува, а додека Исус на 14 години е однесен на Тибет, бидејќи опозитот негов Август Октавијан го сакал светското царство кое што припаѓало на Исус од мајка Клеопатра VII, а тоа е Египет и Рим. И повторно, после 16 години се враќа на ова територија. Територија која што подоцна е наречена Јудеја, по Јуда Искадриотски, синот на оној кој што нареди да бидат убиени дечиња во времето кога бил роден и нашиот Месија и Спасител, а за кој денес вија и повторно кулова трговија и овај молохизам од Коледа измисливте бадникови поворки, се со една цел да ги ставите во се поголема карма и вашите деца, на кои што како пред 2000 години некој на оние дечиња им го зеде животот и од тука и оно коледарско колаче кое што се правеше за душата на убиените македонски дечиња. Ама затоа вие ќе кажете, оставете го тој забеганиот, а ние треба да правиме пари во трговијата. И не ви наоѓа мана. Такви сме. Ама не молчиме пред лагата, затоа што завршува ова лага од онаму каде што започнала. А започнала на територија на древна Пелагонија, која што не е онаму каде што денес се знаете Пелагонија. Област од Мигдонија, област од територијата на првиот македонски цар Македон. А од овде сите дознайте дали Исус не бил македонец. Ова е Витлеем, а ова е Ерусалим. Овие се тие два града кои што се поврзани со Библијата и кои што последниот Рим ги освојуваат. Веднаш под планината Пелагонија, веднаш под Грифонија, источно од реката Астибо или Брегалница. Едниот од нив подоцна е Јудеја. И до ден денес во овај град првиот стојат доказите. Доказите на кои што сите вие македонци мои премолчувате. И чекате Бог со земјотреси да ги отвори. И чекајте. Ама тогаш ќе знаете дека Бог бил управо. Зошто ова сфера ќе ја дрма? Бидејќи вистината треба да ја додржи земјата во живот. И пак повторно како пред 22 декември кога кажав, ќе ви кажам, се повеќе и повеќе ќе има тресење на сферата. Затоа што Бог повеќе не ја трпи лагата.
А вие кои што се нафатирате од Исус како молох, а не како љубов, можете уште посилно да кренете против мене. Можете се што сакате да правите, се ви е дозволено од мене. Ама од Бог не знам. Јас и понатаму ќе ја кажувам вистината. Затоа што таа треба да ја додржи земјата во живот. И изборот е ваш. Дали ќе го сакате Исус како љубов или како трговец за перење на пари и молох, како што Ватикан го измејува и ни го направи нашиот Месија и Спасител. Дали ќе го сакате роден во штала или пештера, а не во акрополата на древна Сана, кај најсветиот храм на земјината сфера? Е ваш избор. Дали ќе го сакате со лавја кожа, како неговите предци Филип и Александар, Пердика, Македон, или со круна од трње, е повторно ваш избор. Јас го почитувам делото на нашиот Месија и Спасител. И не ви наоѓам мана, што се е претворено во пари, кога е во прашање Исус. Па затоа, не би било лошо да се измисли уште еден нов празник, послен водици, за да го завршиме месецот на Јанус, на лукавиот, на дволичниот, онака како што му прилега послен 5 празника во чест негова. И сите поврзани со сатанарии, со пиенки, со петарди, со пиштоли, со огнови. И го почитувам тоа. И никогаш нема да кажам лош збор против вас. Иако е спротивно од она што јас го дознав, од она што јас го гледам. А вие продолжите посилно, затоа што месецот на јануари, во ова нова време, во чест на Исус е месец на кока, месец на марихуана и месец на што ли не. Можете колку сакате да плукате по мене. Можете колку сакате да ме обизликувате. Затоа јас би рекол дека месецот јануари последен 2000 години е месец на коката. Не само на пијанките, петардите, огнометите и огновите и ракијата. Сакајте верувајте, сакајте ич не верувајте. Е тоа го направивте нашиот Месија и Спасител. Ако не верувате, отворете ги погледите малку подалеку и ќе видите се што се случува. И докаде е нашата младина? И дали ова младина наша денешна го почитува нашиот македонски цар на царевите и крал на кралевите како љубов или како нешто друго? Е затоа Бог повеќе не ја трпи лагата со неговиот син што правиме денес. Затоа Бог повеќе нема да дозволи следниот месец јануари да биде месец на коката во овие Сатурнарии и во овие Бахамии, бидејќи неговиот син е поврзан со 33-тиот степен и е љубов. А е поврзан со областа Мигдонија, каде што се родени најголемите македонски цареви, од Македон преку Филип, Пердика први, Александар трети македонски, па и оној библискиот Исус, кој што е Цезарион. Затоа што
Клеопатра седма, на стар македонски начин, со макот, со афионот и безболно, без појаки породилни болки, од најстарите бабици на земјината сфера, не земја, ги пораѓале македонските цареви и дечиња македонски. Мигдонија е област, прва територија создадена под името Македонија, а Мигдонија е фалсификат име како што не условуваат арапските семити кои што биле јужни соседи и живееле во град држава Атина, што значи името Мигдонија е Македонија или Мигдон е Македон. Оние кои што денес се во Брисел и владеат со сето оно што се прави против Македонија. Затоа што јужниот сосед денес се сарцените и големите крстоносци на кои што овие арапски семити им ја оставија Грција денес. А тие се префрлија после медената доба на територија онаму каде што денес сите ги знаете. Да ракуваат и да живеат во сатанистичкиот град, градот на шејтанот, како што умеат да го кажат арапите, Брисел во Белгија. Од тука и нели навивачката група нивна Црвените ѓаволи, каде што нивната матична држава е Атина, а Грција денешна е оставена после крстоносните војни на сарцените, оние кои што беа и останаа полтрони и потрчковци на арапските семити во денешен Брисел, староседелците на Атина кои што дојдоа пред 2000 години во Атина од степските делови на Русија. Затоа, македонци, изборот е на секого од нас. Дали ќе славиме во иднина љубов или молох, дали ќе го славиме месецот вистински на раѓањето со љубов, затоа што и раѓањето на Александар е поврзано со оган и алегорично представен со пламенот и оганот на храмот на Артемида. Е наш избор. А дека овој месец на Јанус, после 2000 години славење на нашиот Месија и Спасител вака, како што го славиме, не е месец на коката и на марихуаната, никој не можете да ми докажете дека не сум во право. Погледнете околу вас и ќе видите докаде дојдоа славјата за нашиот Месија и Спасител. Докаде, македонци мои? И дали тоа го заслужува оној кој што сакал да го додржи етерот, да го додржи Богот, светлина, на кој што му припаѓала ова територија Пелагонија или Белагнија или Белиот оган, а тоа етерот, каде што после 2000 години денес сите вие сте сведоци дека со уништувањето на етерот имаме се повеќе и повеќе мртви. Дали онкологија денес ќе признае дека имаме повеќе од 3000 мртви на годишно ниво од ова тровење, е нејни избор. 3000 мртви имавме кога работевме и кога први ние кренавме со протести мировни и со петиција против тровењето во 2016 година. А денес колку има мртви од ова тровење, каде што се повеќе и повеќе се уништува етерот
Тоа треба да ни го каже онкологија, тоа треба да ни го каже ова нова влада, која што велеше дека милиарда евра ќе потроши етерот да го додржи. Тоа треба да ни го каже претходната влада. Тоа треба да ни го кажат сите влади на Македонија. Како што треба да ни го докажат и лажниот атентат, кој што беше атентат врз Македонија и врз нас македонците. Ако тие не го докажат и не кренат со вистината, Бог им го покаже патот во 2025 година. Помни и не заборавај, денешен премиер е Тино. Ако денес премолчувате за сето оно што се правило против овој народ, во ова судна 2025 година, Бог на сите ќе ни го покаже правото лице и неговата Божја десница. За сите вас, а и за сите нас, Тино. Изборот е наш, а дека земјата ќе опстои како сфера досега ќе опстои на овој или на друг начин, бидејќи Бог не трпи повеќе лага, Бог не трпи повеќе некој да се изигрува и да ја блуди неговата створевина. Помнете и не заборавајте и вие, македонци, а и ти, последен премиер е Тино. И ова е дадено се до денешен ден, затоа што 2025 година е година кога македонецот ќе раздужи кармата што го оставил Исус на цедило сам. Цели 2000 години македонецот ја раздужуваше кармата на ваков или онаков начин. А ние сме последната генерација кој што најгласно ја раздужуваме кармата наша за нашиот Месија и Спасител. И никогаш нема да го ставиме на пантеонот, најгоро високо, како Молох и како месец да славиме на кока и на марихуана, заедно со огнови, со огномети, со петарди, со пушки, пишчоли, со греани вина и греани раки. Помнете и не заборавајте, бидејќи он доаѓа, или он е веќе тука, бидејќи е вечно жив и он е Богот жив. А оние кои што се смејуваат со раѓањето, дека тоа се однесува на Пештера или на штала до вчера, е нивен избор. Акрополата на Древна Сана е место каде што имаме раѓање во 33-тиот степен. Е место каде што и пред Исуса се родил тогашниот Исус просветлен, Александар III Македонски. Нема разлика. Родени на исто место. Синот на Марија Олимпија и синот на Клеопатра VII. Клео ум, Патра татко. Во превод, умот на таткото Божие. А тоа, сакале да признаете или не, Сионскиот природ го обележил и ни го дал во аманет, каде што денес Скопско-америчко кале и ЦИЕ финансираше да го осветли и да го заштити
А во е синонимот на Марија Олимпија и на Клеопатра седма. Погледнете го стомакот. Символика на бреме на жена. Символика на бреме на царица. Со раце дигнати кон Богот светлина, кон етерот и со круна на незината глава. Можете да се спротивставите и против Сионски приорат, кој што под палката на Тито, како член на Сионски приорат, го испратија Глигор Чемерски покојниот со мапа и создание како да го направи. Али ова здание било обележено, оставено во времето кога владее и започнува да владее темнината. И останало како мало парче светлина од каде што ќе започне владението на светлината. Символиката на доброто и злото. Ајде, спротивставете се на Сионскиот приорат, кој што го прави ова здание, денес ЦИА и америчка Масада го осветлија, го реновираа и го оставија за пречек негова. Ајде, спротивставете се на нешто на кој што Владо Павлов 20 години макотрпно работи. На нешто кое што е запишено и во подземните подрумски простории на Ватикан. На ова четврта светска сила, на ова четврто светско царство кое што е во умирање, Ватикан. Дело, замислете, за двајца партизани, кои што имале само 17 години. Многу сличности на едно место, македонци мои. И кога немате одговор, и кога немате што да кажете, некој од вас ќе се осуди да исмејува, да плюка, да обезликува. Ама и тоа повеќе не ви пали. Затоа што доаѓа светлината од онаму каде што е закопана. Сврстината и на сила на тој што ме втемили овде е веќе завршена работа. Тој што го втемилил за да владее темнината, тој ќе ја каже вистината што Владо Павлов ви ја кажува со години уназад. Сакајте, верувајте. Сакајте, ич не верувајте. Ако тој не ја каже што е втемилил овде, од кој што настанало денес последното светско царство Ватикан, Божјата десница ќе отвори на друг начин. Како што секогаш, кога народот се окренувал против него, тој ја отворал. А потоа ќе се запрашаме дали ни требаше Содома и Гомора и да ја криеме вистината кога треба да воскресне светлината. Затоа што така е дадено да имаме темнина и светлина, да имаме ден и ноќ. Нема вечно владение на темнината, како што немаме вечна ноќ. Помнете и не заборавајте. На овој или на друг начин Божјата десница ќе ви ја каже вистината. Колку и да ги злоупотребуваме децата со звездите на Сатурн, да ни шетаат по улиците и да го најавуваат коледе, е ваш избор.
ова мое видео го завршувам со локалитетот каде што вие самите одлучите, уверите се дали ова е природна градба или вештачка. Дали овде постојат темели на нешто што е дадено на нас македонците да го одгонетнеме денес, или понатаму ќе веруваме на шталата и пештерата како што се смејува Ватикан. Ова е една од тие слики. Продолжуваме со друга слика, каде што го гледате споменикот од Ноб за двајца партизани, каде што го гледате и нагибот на древната пирамида степенеста, најстара изградена од таков вид, и која што истата е поврзана со библиското раѓање во 33-тиот степен, а не во месецот на коката и марихуаната после 2000 години, славење на Јанус, на Бахамиите и Сатурнариите. И последната слика, која што за денес ви ја представувам, е ова. Ова е онај дел од западната страна кој што ни докажува за идентично иста слика како од иконата, дел кој што, како што гледате сега, не само што е половина пресечена, туку имаме и пресечен врв. Овде се темелите на древната Акропола, на древната Сана, кој што Ватикан и сите вие измејувате и ја правите штала и пештера. Нека Бог ни е на помош на сите нас, затоа што ќе треси се повеќе и повеќе. Се до 33-тиот степен во ова 2025 година, кога ќе заврши максимот на темнината и ќе дојде почетокот на светлината. Помнете и не заборавајте, и кога ќе тресе, радувајте се и бидете љубов. Не ја разбранувајте водата ваша да биде се, за да не биде многу катаклизмично. Туку радувајте се, бидејќи Он е тука во Македонија. Да живее Македонија, земјата на Македон, Александар и библискиот Исус, тоест Емануел Цезарион. Каде што започнала темнината да запечатува светлината, од таму светлината ќе воскресне како Феникс. А тоа е истото место каде што е ставена светлината во темнина. А и понатаму, секој од вас може да прави што сака. Јас се прифаќам со љубов. И овие навреди кои што ги правите кон мене сите овие години, за едно дело кое што го спроведуваме во чест на Исус, во чест на нашиот Месија и Спасител, и го славиме како љубов, а не како молох. И го славиме со љубов, а не со месеци на коката и марихуаната, 2000 години славење после Исус. Помнете и не заборавајте. Се што треба да дојде, ќе дојде. Да сте ми живи и здрави и вечни. Да бидеме сложни и колективно да се разбудиме. Да бидеме едно тело, еден глас во најтешката 2025 година. Бидејќи секој оно што ќе се води индивидуално, тешко може да преживее во ова 2025 година. Ве сакам сите
И вас, кој секта ме викате, и вас, кој што го направите најгрозоморниот чин против мене предходните години, и вас, кој што денес и ова влада се спремате да кренете против мене, највише ве сакам, затоа што знам дека Божјата десница е тука и не ви се плашам на никого тино. Да живее Македонија! Да живее Македон, Александар и Исус! Колективно будење е спасот на сите нас. Помнете и не заборавајте. Старих дugova и ovih nakaza što su me stalno protiv.